Почитувани добро вечер. Гостин во вечерашнава емисија Став на телевизија Плюс е градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски. Господине Дамјановски, добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Вашата телевизија ни даваше и ни дава сега можност да се обратиме до граѓаните, да ги искажеме своите мисли и ставови и на некој начин преко вас, преко медиумите електронски да дадеме и очет за онаа за кое сме должни да го даваме на граѓаните, тоа што го правиме, сме го правиле и планираме да го правиме. Еве, благодарам на поканата и се надевам дека ќе имаме корисна дебата. Господине Дамјановски, на локалните избори во 2013 година вие по трет пат ја добивте довербата на граѓаните. Останува повеќе од еден месец до почетокот на предизборната кампања за следниве нели локални избори кои што треба и е предвидено да се одржат на 15 октомври. Последниот период интензивно се работи на изградбата и реконструкција на патната и комуналната инфраструктура во градот. Колку досега е нели завршено од ова обнова на инфраструктурата во Куманово од она што е предвидено? И како што сами знаете, после многу турбуленции на политичката сцена во Република Македонија, изборниот процес, процес на формирана влада, тоа е еден процес кој траеше повеќе од 10 месеци скоро, каде беа зауставени сите можни проекти на локалната заедница, локалната самоуправа, до формирање на владата. Знаете дека тој период беше и изборниот процес и период беше доста долг. И еве на крај, после одлагање на датумите од март, од мај, конечно имаме распишување на избори на 15 октомври, ќе имаме нов изборен процес, каде граѓаните слободна волја ќе го дадат гласот за тие што мислат дека се најдобри да ја водат локалната самоуправа Куманово во наредните 4 години и на Советот, бидејќи тоа се два органа кои на некој начин се многу битни за креирање на локалната политика. Во изминатиот период, и не само ова година, меѓутоа неколку години назад, постојано бевме у една диспропорција изборни процес, политичка криза, технички влади, преодни влади и така натаму и така натаму. И постојано тоа на некој начин имаше силна реперкусија врз креирање на развојната програма и реализирање на развојната програма. Локална самоуправа во Куманово отпочнува и минатата година и оваа година со еден друг модел на креирање на развојна програма. Знаете дека во првите година и половина беше фокусиран на капитални инвестиции за доградба, завршување на започнатиот проект, еден на капитални инвестиции за затворениот базен, кој имаше силно влијание на буџетот и креирање на развојната програма. Во задните 2,5 години, значи негде 2015, 2016 и ова тековно 2017, во рамките на нашите можности и дадените можности, бидејќи знаете дека во предизборието се забранети распишување на тендери, 90 дена до отпочнување на изборен процес. Знаете дека се забранети активности во време на изборните кампањи. И сега кога тоа сумираме на некој начин, доваѓаме до некаква позиција да од ефективата многу период е одземен од можноста за креирање на развојната програма и реализирање. Меѓутоа може да истакнам дека успеавме со новиот концепт на развојната програма да допреме малку поблиско до реалната потреба на граѓаните. Јас имам чувство дека мимо оно што е општ јавен интерес, тоа се училишта, спортски објекти, паркови, булевари и така натаму, основен проблем, локален проблем на семејства, на улици, на местни заедници се канализационната инфраструктура, патната инфраструктура, тротоарите и качиња за рекреација и така натаму. Ние во овие 2,5-3 години назад особено внимание посветуваме баш на тие проекти. И сега во моментот е реализација на два големи проекти од развојната програма. Едниот е од ИПА 2 компонентата, која е решавање на канализационната мрежа на град Куманово, тоа е рехабилитација и доизградба на канализациона мрежа во должина од 26 километри со вредност од негде околу 4,5 милиони евра. Тоа е донација од Брисел, од Европската заедница, ИПА 2 проектот.
И тоа е во фаза на реализација и сами гледате дека имаме доста негодување на граѓаните, бидејќи имаме отворено многу фронтови пред се некои главни артерии на градот. Меѓутоа, неколку пати апелирам, бидејќи имаме некакви проблеми технички во ток на изведбата, конкретно на улица 11 октомври, каде ради поминис низ аутопатот имаме, не можеме да го пуштиме во техничка употреба самиот вод за да се заврши горната инфраструктура, значи враќаме во пробитна положба. А да не збориме за други улици каде имаме исто така раскопана, меѓутоа очекувам да до крај на октомври да биде завршено комплетно тој проект. Значи, тоа е проектот кој локалната самоуправа 2,5 години го работеше заедно со екологија и врз основа на фондот на Европската Унија успеавме да го добиеме и тоа е во фаза на имплементација, се надевам дека ова година ќе биде завршен, со што ќе бидат вратени во првобитна положба и доизградени и патната инфраструктура. А паралелно со тоа одиме уште со еден проект. Тоа е проектот на регулација на речното корито, заедно со UNDP. Локалната самоуправа во тој проект партиципира неколку 25% од средствата, тоа е негде околу €1.000.000, тоа е од автопатот до вливот на реката Липковка, во должина од негде 1800 метри. Првата делница е во ток на изградба, почнува сега припремата колчење и пренасочување на реката за отпочнување на првите 400 метри, и потоа ќе одиме сукцесивно од две етапи. Има доизградба на 2 моста, така да локалната самоуправа својот буџет одели негде околу 13 милиони денари, 8 милиони се од екологија, останатите пари се под покровителство UNDP од некои странски амбасади, пред се јапонската амбасада е еден од поголемите донатори на средствата, значи вкупна вредност е €1.000.000. Паралелно со тоа, знаете дека негде во март-април се заврши постапката од развојната програма за реконструкција и изград на постоечка патна структура и крпење на патната структура после зимското одржување. Тој процес е во тек, се работи негде на 40 до 50% од купната површина е завршена, паралелно е во завршна фаза исто така постапката за комплетна реконструкција на улицата Стотка, тоа е во населбата Карпош, Тоде Думба и Тоде Мендол во должина од по километар и 500 до 2 километри, зависно во која димензија, и тоа е негде околу 30.000 квадратни метри. Значи, ова година имаме негде 42-3.000 квадратни метри изградба и реконструкција на постоечка патна структура. Имаме негде околу 5.000 квадратни метри крпење на платна, на ударни дупки и оштетување од зимското одржување. Имаме 30.000 квадратни метри, околу 30.000 квадратни метри заедно со тротоари на овие позиции. Паралелно тоа има 25.000 квадратни метри бекатонирање на тротоарска, пасажи и така натаму, така и тој потек е во изведба. Мостот во населбата Карпуш е во фаза на изградба, имаме некакви проблеми со оптички кабли, со високонапонски кабли, меѓутоа се премостени тие работи и се надевам за 20 до 25 дена ќе биде завршен тој мост, реконструкција на мостот, проширување, тротоарни позиции, бидејќи имаме голема приметба од местната заедница за пролаз на учениците, бидејќи тога е многу стеснат пролазот и тоа беше, прво имаме нестабилна конструкција на мостот, а второто беше проширување ради пешачката патека, така да ќе имаме асфалтирање на по 100 метра од двете страни со 2 км,2 улица Стотка, ќе имаме комплетно нова патна инфраструктура со одводување на една страна, бидејќи таму немаме атмосферска канализација и големи оштетување на самиот пат. Со тоа ќе ги ублажиме тие проблеми на граѓаните и се надевам дека тоа се ќе биде завршено негде до отпочнување на кампања до септември. Се е тоа дел од развојната програма. Паралелно со тоа одат неколку инвестиции во образованието. Мора да истакнам дека отпочнува имплементација на постапката, значи завршење, подпишење договор за реконструкција за енергетска ефикасност на училиштето Јеролим де Рада во Черкезе. Тоа е нови прозорци,
значи енергетска ефикасност со грејење парно, грејење на течни горива, од аспект што таму беше доста оштетена прво столаријата, а друго грејењето беше на печки за тврсто гориво, така да тоа ќе биде санирано. Паралелно со тоа имаме од ИПА 2 една донација од 40.000 евра која ќе ги реши подовите и внатрешната столарија, така да едно од поголемите училишта на албански наставен јазик ќе бидат реконструирани. Во меѓувреме реконструиравме подови во Лопате, кров во Најмврашери и, што е најбитно, сме во една сериозна елаборација на проблемот со сами Фрашери гимназијата, бидејќи знаете еден голем проблем на локалната самоуправа, училишто во старата ЗИК комерцијална зграда се одвија настава на 2300 ученика во неколку смени, во неприродни услови. Мислиме дека сме на пат на изнаоѓање решение заедно со актуелниот министар на образование и локалната самоуправа за посочување на можни училишен центар во старата каса на Христијан Карпуш, бидејќи тоа е барање на родителите, на граѓаните, а до сега не беше доделено, бидејќи беше дадено на користење на транспортни врски, па на некои други министерства. Таа зграда сега се прави напори да се вратат во некоја нормална позиција и да се вратат на локалната самоуправа, што ќе биде изградена таа гимназија, средношколски училишен центар. Исто така знаете дека отпочнаме реконструкција на долните простории на Дом на пионерите, со тоа што е вратено после многу години правна битка во собственост на РМ и сега од Министерство за труд и социјала ќе биде во нареден период дадено на користење на локалната заедница. У моментот имаме направено проект за 2 нови училници за детската градинка кај градскиот стадион, а во план е изработка на проектна документација за надграда на градинката во Кирофетак, околу 900 квадратни метри, со што ќе се заегнат сместувачките капацитети во тој дел од нашиот процес на проширување на социјалниот кампус. Исто така, морам да истакнам дека благодарение на доброто обиражение со Дом за стари лица имаме реконструкција на Дом за стари лица, имаме енергетски фасади направено, во потеќе отпочнување на изработка на една зелена површина во близина на градскиот базен. Значи имаме една плејада на проекти кои во моментот се актуелни и се во имплементација. И мислам дека Куманово и мимо овие сите потешкоти што ви ги спомнам, личи на едно големо градилиште, да ги малку подобри и да ги урбанизира овие отворени проблеми кои се над главата. Значи, во моментот на позицијата на конструкција сме негде до 50% на имплементација на улиците. Се надевам дека у ток на овие месеци август, септември, октомври ќе бидат завршени комплетно и со тоа ќе ја оправдаме довербата, очекуваната потреба на граѓаните од нас тоа што го барат. Мислам дека ова се што го кажав е наброено со некои изузеци дека некои може да се прескокнати, меѓутоа тука има водоводна мрежа во населбата, овој Карпуш горе, некој дел кој беше неприродно врзан со ова, таму имаме реконструкција на многу улици, изградба на канализација, така да поедини сегменти нема да ги нафрлам, меѓутоа ова што ви го кажав е дел од она што се вика развојна програма и нивната реализација. Така, еве кога веќе зборуваме нели за реконструкцијата на патната инфраструктура, кај дел од граѓаните постои мислење дека реконструкцијата оди многу споро, многу бавно, а пак некои од нив забележуваат и дека сето тоа се прави предизборно. Повеќе пресконференции на истата тема имаше и се уште има Општинскиот комитет на ВМРО ДКМН од Куманово. Кој е вашиот став по однос на ваквите Точно, мислења? еве вака да ги поставиме работите. Ја кажав неколку разлози за се ова што ни се случува овие изминатите неколку години. Значи, ние имаме постапка. Прво се прави план за јавни набавки, распишување на теренска постапка, завршување на тој процес, уведување работа и така натаму. Значи, работата е поделена на 2 зони, има 2 фирми кои се поделени северна и јужна и така се поделени по негде 22-3 квадратни метри површина. Кажам дека негде околу над 40-50% од вкупната површина планирана со развојната програма се
завршени. Дел од градското подрачје, дел од периферијата, дел од таму каде има предоминантно албанско население, значи го правиме тоа на некој база на реципроцитет и тоа оди на некој начин онака како ни дозволуваат условите. Сега овие летни периоди, знаете дека овие енормни тропски температури имаме и застој во оперативната изведба, бидејќи определен број на сати не се работи кроз ден. Така да, и тоа е еден од факторите, меѓутоа мислам дека ако сме завршиле за неколку месеци, значи од мај се почна оваа цела имплементација на развојната програма, се надевам дека, како што кажам, до октомври ќе биде завршено во цело, заедно со овие новите 30.000 квадрати кои се во тек на потпишување и завршување на постапка. Значи, целосно ќе биде завршена таа наша имплементација на развојната програма. Меѓутоа, на прашањето дали тоа се прави во предизборието. Во првиот дел од моето излагање кажа, ако сега ги погледаме сега датумите како ишле и како сме се, знаете вие дека од октомври беше распишани избори за декември 90 дена. Ние тогаш не можеме никакви активности во однос на процедурите за јавните набавки. Се донесе буџетот на крајот на годината. Тој буџет ние немаме подпис цели месец дена, негде од 14 мај, бидејќи имаше пролонгирање на нашиот мандат, па до 17 негде јуни, кога се врати можноста за подписот на градоначалникот и улога на Советот, ние немаме никаква можност за никаква интервенција. Така да, во сите овие периоди треба да бидеш многу веж за да можеш да ги реализира сите тие заложби. Дали е тоа маркетинг, или дали тоа се за популизам користи. Сите тие програми се транспарентно донесени на предлог на градоначалникот и локалната администрација. Советот ги донеса развојната програма и го донеса буџетот. Значи, ние излегуваме буџетот, све тоа врз база на разговори со определени групи на луѓе, местни заедници, определени квартови, со луѓе кои имале таква потреба. Согледување и приоритетите кои сме ги дале е врз база на нашата сондажа. Ние не можеме сите барања да ги инклудираме во таа развојна програма, бидејќи сме лимитирани со финансиски средства. Знаете дека нашиот буџет не е бесконечно растеглив, ние не можеме да го реализираме целосно, имаме голем дефицит финансиски, од прилив е доста компрометиран во самата локална заедница, така да во нашата можност реализираме тоа што може да го направиме. Меѓутоа сум многу благодарен пред се на Европската канцеларија која ни овозможи да го реализираме ИПА проектот, ИПА 2, на UNDP, која е благодарение на амбасадорот на UNDP, господите Луиза Винтон, која е почесна граѓана команда, успеавме неколку проекти да реализираме. Набавивме доста возила за ЈП чистота, садови и така натаму. Сега овој проект од €1.000.000 кој е исто по иницијатива на UNDP, успеавме да ги избалансираме тие дефицити кои се ни потребни. Еве сега и тој уредување на паркот, односно зелена површина од 2.500 квадратни метри, кој ќе биде во непосредна близина на самиот базен, бидејќи беше една деградирана површина. Тоа го доби преку регионот, ја како председател на Советот, ние понудивме и тоа се распоредува во некои минимални средства, не се реализира законот за равномерен развој, добивме некаква вредност од 5 милиони денари без ДДВ, што беше искористено за проектот и изведба на таа зелена површина, паркче која ќе има неколку фонтани, осветлување, зелени површини, место за можни спомен обележја ако се одобрат врз принципот на одлука на Советот, која се носи по една процедура и со бадитер. Така да тука ќе имаме исто така уредување. Значи, тоа се странични донации кои ние успеаме да ги добиеме преко нашиот ангажман пред се, благодарност до администрацијата, која ми дава несебична подршка, Советот кој ми ги гласа моите предлози, со дебати, дискусии, аргументи за и против, меѓутоа доваѓаме до реализација на овие проекти. Така, еве веќе го спомнавме паркот со спомен обележја. Стартот е утре, од утре започнува реализацијата на овој проект. Како беше избрана, односно одредена оваа локација и
чии спомен обележја би можело да се најдат и да бидат поставени тука? Овој проблем, ако овие денот предизвика некакви турбуленции во разни етнички заедници, од некои крстер као парк овако, онако, значи тука нема никаков титулар. Тоа е една зелена деградирана површина која некогаш била, меѓутоа тука се изгради спортскиот комплекс на тениските игралишта, базенот, тука е спортската сала и таа површина деградирана ние имаме едно идејно решение. Меѓутоа за одминатата година имаме предлог програма од меѓуминистарскиот совет, бидејќи јас како председател на регионот учествувам во меѓуминистарски совет, кој ги распоредува овие средства. Тоа не се големи средства, негде во висина од 250.000 евра на годишно имаме за сите 6 општини до 300.000 евра максимум и тие се распределуваат према приоритетите. Оваа година главна сугестија беше да биде заштена животна средина, еколошки проекти, туристички атракции и изборот го прави комисијата на Министерски совет, односно комисијата во Министерство за локална самоуправа. Ние аплицираме со неколку проекти и ние добивме да го уредиме овој парк и да направиме влезна порта на Бислимската клисура. Таму има некаква туристичка атракција, презентација на тоа и тоа се помали средства од 200-250.000 денари за таа порта и негде околу 5 милиони денари, вкупна вредност околу 5 милиони денари без ДДВ. Значи целата процедура иде со предлог до Министерскиот совет, кој го гласа тоа и го одобрува и средствата се делат од Министерство за локална самоуправа по партиципација на регионален равномерен развој. Ние треба да земаме огромни средства на таа позиција, меѓутоа таму добиваме некои минимални средства, ни 0,1% од планираните средства не ги добиваме, така да некои ситни мали проекти можеме да направиме. Во минатото ние правиме реконструкција на занатскиот дом, знаете, од таа позиција, изработење на проектна документација на новата општина, исто така сме работели од таа позиција. Еве сега добиме, зависно во која година кои се приоритетни цели и заложби. Мислам дека ова ќе биде едно уредување на зелена површина. Се поставува прашање зошто тој, зошто не друг парк, бидејќи другиот парк и горниот парк се завршени. Треба изградба на некој нов парк, а таму предвидовме во самиот стариот градски парк направиме реконструкција на осветлување на Братство Единство улицата и тука имаме оваа година одделени средства негде 4,5 милиони денари, завршена е електрификација на самиот парк, на самата улица Братство Единство, негде 2,5 милиона е паркот, 1,900,000 е негде Братство Единство, така да ќе имаме комплетно осветлување со регулирање и каменување на самото речно корито и бетонирање на подлогите. Ствараме услови понатаму да се регулира и тој градски парк да биде осветлен, да биде решен. Мислам дека во овоја реконструкција ќе биде дел и од асфалтната подлога за тие патеки шетачки, така да со тоа ќе створиме реални услови да од десен почнеме хортикултурно да го средуваме и со комунална опрема да го доведеме во една состојба. Така да овдека имаме проект за изградба на нова зелена површина, а не реконструкција на постоечката. Тука е дилемата. Знам дека граѓаните имаат реакција во однос на Соколанскиот парк, е дискусија, дебата се води постојано. Меѓутоа таму имаме едни неприродни услови, тревата никаква, 2-3 пати ја регулираме, поставуваме нова подлога, дали од дебелите сенки, дали од недостаток и недобра почва, ние таму не може да очуваме добро зелена површина. Едно време го и оградивме, го заштитуваме, меѓутоа се наоѓа во една лоша вегетација, немаме добра вегетација, се трудиме да немаме некое решение за натамошниот период околу тој парк во Соколана. Овој се одржава во прикладна состојба покрај кеот и тоа е во една добра вегетација. Имаме извадено и неколку сегменти на бушотини за да користиме на водување. Така да оваа површина ќе биде средена. Кога ме прашате да споменам обележја, кога зборувам за тоа, го отворив тоа прашање многу храбро, да не кажам, без никакви предрасуди од позиција, што постојано, некакви граѓански издруженија, невладини организации, имам барања за
евентуални спомен обележја за определени личности, настани и така натаму. Ја не ги тоа дефинирам дека дали ќе бидат тоа од НОБ, дали ќе бидат од поновата историја на Република Македонија, дали ќе бидат некои луѓе дејци кои даде допринос за промоција и независност и демократизација на општеството, тоа е работа на здруженијата кои ја потекнува таа тема. Процесот иде овака, за да се створи некаква забуна и кај едната и кај другата етничка заедница. Значи се дава предлог од граѓански издруженија, Советот по дебата донаса програма, таа програма се гласа со Бадинтер, така да ниеден од тие идејните решенија ќе бидат разгледувани и одобрени. Прашањето на финансирање исто е така актуелно прашање. Општината во овој момент не е спремна да отпочне со градба на споменици, најчесто ќе ги подржава невладините организации и граѓански издруженија со одлука на Совет за партиципација на средства за доизградба. А иницијативата ќе биде од граѓанските издруженија, фамилиите или некои заинтересирани група на граѓани кои би сакале некој настан. Меѓутоа, се тоа се доведува во прашање кога се дебатира на Советот и кога се гласа со Бадинтер начесто за да не се пореметат тие етнички односи. Жал ми е за многу лоши коментари овие 2 дена од страна на некои медиуми, особено медиуми на албанското говорно подрачје, кои го користат за поделба на градот во однос да му дадат некоја друга димензија. Дефинитивно тврдам и јавно кажувам дека тука нема никаква друга димензија на етничка поделба. Денеска давав една изјава за албанските медиуми, у кој посочив дека никогаш не сум го делил градот на ваши и наши. Не сум го таборизирал и гетоизирал градот, едноставно сите развојни програми се гледал да бидат внимателно поделени по интересни сфери на определени политички субјекти и пред се сум гледал да тие програми се сопаѓаат со интерес и приоритет на граѓани на некои делови на градот. Така да дали ќе се гради на улицата Тоде Мендол, дали ќе се гради и на улицата Народна револуција или некоја друга, определуваме која е ургентност и приоритетот, а за однос на националните чувства не би сакал да зборувам. Јас сум човек што не дозволи 13-та година поред да никогаш етничките недоразбирања ескалират на во тоа ниво. Еве како пример ви го и кажав во првото излагање мое дека у 2 школи кои се на албански наставен јазик имаме најголема интервенција и тоа сме заклучили дека имаат најнеприродни, најнедобри услови за функционирање. Од тој аспект сакам да кажам дека ние нашите инвестиции не ги димензионираме од позиција на етничката или политичката или популистичката придобивка, едноставно од потребите, бидејќи таму оѓаме дека е приоритетна цел. И да дефинирам, нема никаква основа за било каква турбуленција и надпревар во ова. Значи, кажавме, спомен обележје, бидејќи има една слободна површина, може да бидат поставени на долниот парк и на горниот, тоа ќе го издаде секторот за урбанизам и комунални дејности, меѓутоа претходно ќе оди на дебата, усвојување и утврдување на програма на Советот, кој се исто така гласа обратен, така нема да се дозволи никаква турбуленција и да не ги користат луѓето за дигање на етнички тензии. Апелирам и до граѓаните од македонската и албанската етничка заедница. Не треба да разговараме и да дебатираме. Ова е една обична работа која се уредува една земја површина со можност за натамошно допремување и до оформување како слободен простор. Тоа е мојата заложба и тука би застанал, бидејќи не сакам да ги користам позициите како градоначелник за да го рушам оној концепт кој со години како граѓанско општество го формирам за Куманово и ги препорачувам топло да не се занимаваат на оваа тема. Господине Дамјановски, вие досега спомнате повеќе проекти кои што беа реализирани изминативе години. Но што е она што според вас најмногу ќе го одбележи третиот мандат како градоначелник на Куманово? И дали можеби можеше нешто повеќе да се направи? Па видите, јас, како што ме прашавте пред почеток на емисијата, кога дебатирав на само вистина, ја кажав дека живеав 10-11 години во услови кога бев еден од ретките, а во после 2 мандата и најголема општина која беше од опозиција. И знаете дека фискалната децентрализација, начинот на финансирање на локалните заедници, ако немаш
придружба и подршка од министерствата ресорни, многу тешко може ги задоволиш потребите на граѓаните. Јас се трудев во рамките на моите дозволени можности во буџетот, мојот капацитет на финансиска подршка што имам како општината да направам максимум што можев да направам. Правев многу објекти, инфраструктурни, јавен интерес. Кога зборувам за јавен интерес, правев реконструкција на училишта, изградив 3 спортски сали, изградив атлетски полигон, изградив базен отворен, затворен. Мислам да еден од најдобрите базени во југоисточна Европа, во овој дел со така енергетска ефикасност која е на повисоко ниво и дава шанса за експлоатација за поевтини средства, бидејќи користиме добри енергенси. Значи, тоа се јавен интерес. Направиме доста инфраструктурни објекти. Јас може да кажам на јавноста дека над 120-130 само задни 2 години квадратни метри асфалтна подлога сме поставили. Негде над 60 километри само задни 2,5 години заедно со новиот тип проект канализациона инфраструктура. Семафорна сигнализација, зелени површини, реконструкција на фасади енергетски, каде партиципираме од 25 до 30% кај граѓаните. Така да направивме многу во однос на решавање на определени делови отворени прашања. Многу не направивме во однос на јавниот интерес, себе плоштадот остана отворена тема, депонијата ја подпишаме како меморандум, ќе оди у наредни 2-3 години реализација. Тоа се круцијални моменти. Не успеавме да отпочнеме со изградба на локалната зграда на локалната самоуправа, бидејќи знаете како убориме со простор, од плошта причина што земјиште уште не ни е доделено на РМ корисник да добиеме општина Куманово како трајен корисничко за да можеме да оформиме и тоа беше тесто дело во нашата имплементација. Се надевам у нареден период тоа ќе биде отворена можност и тие проекти некако мислам дека треба да бидат топ ударни проекти во наредниот период. Дали сум задоволен? Сигурно дека со ваков процент на децентрализација и степен на финансиска самостојување на локалните заедници не е можно да се креира една реална потреба на граѓаните. Бидејќи локалната самоуправа има за цел, кога се прави децентрализација, да се даде можност за непосредна улога на граѓаните во креирање на нивниот амбиент и решавање на нивните потреби. Такви проблеми може ги реши само ако имаш определена самостојност во однос на креирање на буџет, адекватна финансиска подлага, одговор на тие потреби. Ние уште не сме во таа фаза. Јас интензивно работам со моите сопартици, бидејќи мојата партија на која припаѓам сега ја зема судбината да ја води ова држава и да креира едно нов профил на општество, едно демократско, слободно, правично општество. И дебатираме на таа тема. Имам ја посета на министерство и министерството беа на моја сеќа, до сега 11 години никој не доваѓаше сем кога има криза на локална самоуправа. Сега у дебатите отвараме можност за фискална стабилност на општините, значи зголемување на процентот на одвојување на јавната потрошувачка во однос на локалната заедница. Со тоа ќе се створи реални можности за решавање на проблемите на граѓаните. И мислам дека сме на добар пат да го отвориме тој процес. Мислам дека закватот треба да биде барем како соседните држави негде 40 до 50% од персоналниот данак, со што ќе имаме адекватен извор на средства. Сега, моментално, нашата каса се полни од нестандардни приходи. Најголем процент не се гадежно земјиште, уредување на гадежно земјиште, таксата, која е многу вариабилна. После, законите за легализација на дивоизградени објекти драстично пада. Данок на имот не е стабилна, она е стабилна ставка, не е голема ставка во полање на буџетот, бидејќи самата општина нема таков капацитет на богатство за да можеш да излечеш од таа позиција некоја голема сума. Данок на промет на недвижности коинцидира со економската моќ на населението. Знаете дека ние во регионот сме ние од помали ниско класифицирани економско развиени региони, најниски во Македонија, затоа имаме 17, нешто офат од самиот закон за развој, меѓутоа не функционира тој закон. Значи, од таа позиција сакам да кажам дека соучеството мое и моето
искуство што ми го даде оваа моја позиција 3 мандата, имам право да сугерирам, да давам насоки во која насока треба да се движи општеството. И токму тоа е причината што моето сознание, моето искуство, емпиријата која стекнам како лидер на најголема локална заедница, локална самоуправа во Куманово, ми дава за право да размислувам дека можеби во добар амбиент би дал сигурно многу подобри резултати во креирање на развојните програми на општината. Тоа е мојата визија, тоа е мојата заложба и така размислувам. Така, на почетокот на емисијата веќе спомнавме нели дека локалните избори се закажани во октомври. Вие повторно сте еден од кандидатите за градоначалник на општина Куманово, но овој пат за разлика чинам од порано има повеќемина нели кандидати за оваа градоначалничка функција. Дали можеби тоа значи дека последниве години постојат некои струи фракции во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија или пак нели секој има право да се кандидира за оваа функција? Прашањето е дуалистичко прилike и ја така ќе се позиционирам и на двете страни да дадам одговор. Значи, кај нас има процедура партиска во која Централното партиско раководство преку одлуки на Централен одбор распишува можност, односно донесува одлука за отпуштување на постапки. Кај нас постапката беше во мај месец се заустави ради пролонгирање на изборниот процес. И тука имаме ние една процедура каде неколку 6 луѓе поднесува апликација за можни кандидати и не знам стотина луѓе за можни кандидати на советнички листи. Таа процедура одеше и после тоа бидејќи се одложи, се застани и сега се поново реактивира таа процедура. Значи ние поднесоме кандидатски листи. И сега има 6 кандидати поднесена апликација. Дали ќе има уште некој можност да поднесе, тоа уште е по знак прашање. Мислам дека таква одлука нема на дојдот. Меѓутоа се надевам дека во интерес на граѓаните, ако има некој кој има поголеми шанси од позиција на мојата партија, значи ние сме биле опозиција се до сега, до пред месец и пол дена, значи од таа позиција сега има малку поотворена можност, тоа ќе биде добродојдено и да можда би имало некој решение. Меѓутоа во моментот се води борба на тие 6 апликации, кои апликации се сите релевантни, да кажам. Кога се однесува за мене ништо, можеби и моите размислувања одеа во насока дека овој процес треба да биде транспарентен и така како што е. Јас размислував пред 2 години дали треба да се вклучувам уште поинтензивно. Меѓутоа во последна година и половина јас добивам еден таков, не би кажал притисок, меѓутоа една голема сугестија, влијание, бидејќи многу често одлуките во политиката, мимо емпиријата и сознанијата кои ги носи човекот во својата едукација, има и емотивен карактер. Мене е силно влијание, сугестии од граѓаните да не смем да го оставам градот, дека сега е по-чиста позиција, дека тоа што сум правил во многу тешки услови треба сега да го продолжам. Ти беше на браникот на слобода да го држеше градот 11 години под силно опозицијско влијание, немаш да правил некакви испади во насока. Јас за 12 години стварно немам некакви конфликти во општеството, ни на етнички, ни на граѓански план. Пред се немам никакви афери, големи, ни морални, антиморални. Така да, јас со ништо немам у овие 12 години покажано дека моето однесување према граѓаните е супротно со интересите на граѓаните. Од таа позиција имам силен притисок на моите пријатели, сограѓани, соработници, забринути на некој начин ми сугерираат да треба малку поактивно да влезам во овој процес на лобирање, односно на действување на позиции во изборот на кандидатот. Имаме регуларно апликација на 6 партиципиенти. Се надевам дека изборот на Централен трговски биде многу објективен. Најверојатно ќе се базираат према сондажи и испитување на јавно мислење, партиски одлуки од основните организации. Така да, тука не гледам ништо лошо што има 6 партиципиенти, сите имат подеднакво право да партиципират.
која ќе биде одлука не може да ја предвидам. Може би во некои периоди во минатото била работата многу почиста. Тогаш кандидати биле помалку, борбата не била толку жестока во однос на позиционирање. Мада секогаш била борбата и 2005-та, и 2009-та има, 2013-та беше малку поспецифична ситуација. Така владее мислење дека во Куманово јас имам една граѓанска ориентација и сум човек кој може да прави адхерентни сили со сите заедници, што гледам дека кога додат избори, почнат и да се рушат и тие нишки што ги гради со децени, што ми е многу криво. Меѓутоа ќе се обидам да останам инертен на такви провокации, бидејќи ја не сакам да ги рушам придобивките што сум ги направил во изминатиот период. Јас многу често знам да кажам на сите медиуми, дека мимо тоа што сум нешто правел како развојна програма, објекти, определени проекти сум завршил и тој доста, кога што кажам и претходниот дел, но е најголемата заслуга во однос на делувањето мое како лидер на локалната самоуправа е во политички дел што успеав да ги одржам добрите, кохерентни односи во општеството. Значи, меѓу граѓаните. Тоа е да не дозволиме да се таборизираме, да се гетоизираме, значи работев на една граѓанска култура. И тоа е една од моите главни придобивки. Се надевам дека тоа ќе биде препознаено од луѓето кои се добро наменици во општеството. Мислам дека има 61 година сега наполни пред еден месец. Мислам дека можда годините и искуството ми дават право да бидем така многу повешт во однос на менеджирање на општината. Може би народот ќе сака свежи луѓе. Тоа ќе го кажат на своите анкети, на испитување на јавно мислење, предпоставам дека ќе биде многу објективно. И се надевам на подршка на граѓаните, бидејќи работев упорно на таква работа 10 години, особено 11 години како опозиција, од 12 години, 11 години бев опозиција. И мислам дека допринесов за стабилизирање на општеството. Се надевам на позитивен одговор, ги повикувам сите тие домаменици кои имаат искрена верба во моето лидерство да го тоа направат према мене адекватно. И секое друго решение ќе биде прифатливо. Така, Социјалдемократскиот сојуз веќе ги прави анкетите за реинтегот на кандидатите кај граѓаните. Верувате ли вие во овие анкети и во испитувањето на јавното мислење? Колку е битно нели да се верува и да се нели да се верува на овие анкети? Видите, не знам дали Куманово уште почнал, се прават во некои градови, а мислам дека Куманово е наред, идат по некој правило кој ги е дадено од еден град во друг град, не знам како се тие по распоред, меѓутоа како да е ќе се прави некаква анкета. Види, јас на една дискусија со едни аналитичари, експерти сега, модерно како ги викат, добив една сугестија, вика, Цице еден од ретките или едини ми кажа, не знам како беше формулирано, од политичарите кои многу верува на анкети. Ја истински, значи во мојата политичка практика, во минато многу сум верувал на испитување на мислење. И сум се носил и базирал на тие анкети. Така да постојано сум правил и мимо изборните процеси испитување на јавно мислење за определени проблеми. Базен, дали треба гасификација, дали ова треба, дали она треба. Сум правил некои испитувања, се со цел да видам дали општина да се движи во добра насока. Имам ја правено анкети во поново време, правев во некои периоди кога беше баш проблематично на зимските замрзнување и се тоа. Моите создани од тие куќи кои се брендирани и кои се профилирани за такво испитување на мислење, одат во насока, во добра позиција на моето работење. Значи, немам некоја деградација во однос на минатите периоди. Така да сум оптимист дека тие испитување јавно мислење, има и доста големи критичари, тоа мора да го признам. Има некои објективни, некои субјективни, некои се лично засегнати, некои имаат партиски анимозитети. Меѓутоа, кога ќе постави сите работи на маса,
гледам дека работите се во добра насока. Се надевам на добри резултати. Ја верувам на тоа. Не знам колку ќе веруваат останатите. Значи, кога зборувам, одлуката ќе биде базирана врз две нешта. Едната е јавното мислење, втората е партиската согласност. Значи, на основните општинските организации треба да бидат целосно прифатени, односно ликот треба да биде прифатен за кандидат. Ако тоа прави поделба во самото јадро на членството, мислам дека тоа не е добро. Има тенденција на померање на тоа лево или десно. Меѓутоа, тие се спорадични, индивидуални, лични персонални стави. Тоа не е една групација, тоа не е фракција, и нема фракционерство кај нас, така да мислам дека и после завршување на овој процес на избор на кандидати за градоначелник и советнички листи, како што сме биле и порано, ќе се профилираме во таа насока да делуваме заеднички, бидејќи немаме друг интерес. Главниот интерес на членството е на нашата партија има власт. Прво, за да имаме власт, треба да работиме по закон и оноа што се вика потреба за извршување на услови на граѓанство. Ако тоа не го правиме, партијата не е на добар пат. Така да, ќе ги следиме сите трендови. Прво, сме во фаза на демократизација на општеството, едно широко отварање во општеството, каде дефинитивно ќе правиме оноа за кое народот и да е добро во општество еднакво за сите. Општество на кое на сите ќе му дадеме еднаква шанса и ќе престанеме со таборизација, поделба на патриоти, предавници, негативци, позитивци, клептомани, клептократи. Едноставно треба да го отвориме тоа општество. Јас верувам во тоа, затоа сум и тука, затоа еве беседам со вас на таа тема и ќе направам се од моја страна, ако ја добијам до вербата, да го водам тоа општество во таа насока. И сум го водел до сега тоа општество. Меѓутоа, како ќе биде конечната одлука, ќе се знае за 20 дена. Но сепак, дали ја очекувате подршката од партијата вие да бидете кандидата, а од друга страна, дали се надевате на уште еден мандат од граѓаните, нели, доколку вие бидете кандидат? Па види, шансите да бидам кандидат се известни, доста реални, барем оно што го гледам и од претходните исследувања, и од тоа што го слушам као коментар. Борбата ќе биде тешка, бидејќи имаме сериозен противник. Опозицијата е секојаш била глава уз глава со нас. Знаете ги резултатите и од декември, и од 2013, и од 2014. Така да нема некакви остапувања и тука ќе се мери во нијанси. Програмата, проектите, индивидуата, моралот, квалификација на луѓето. Така да се надевам на победа, бидејќи прво се надевам да добијам мандатот. Тоа ќе биде изазов кој ќе ме вклучи во втора брзина за да излезам со конкретни заложби, визии и така натаму. Така размислувам, барем до сега така сум настапувал. Мислам дека граѓаните има доста верба, кажав има и скептици. Ќе видиме како ќе се балансираат тие односи. Пред самиот крај на емисијата, господине Дамјановски, да ве прашам доколку се случи да не ја добиете подршката од Социјалдемократскиот сојуз. Можно ли е да ве видиме како независен кандидат? Тоа е прашање кое многу често кога се дебатира во кулуари на разни друштва, кафани и кафулија и така натаму, многу често се поставува тоа прашање. Меѓутоа, јас кога гледам таа испитување на јавното мислење, имам голем процент да луѓе кои се непартиски, етнички и така натаму према мене се ориентирани. И тоа многу луѓе го перцепираат на ваков начин, ако не си добар таму и ако не ти дадат, треба да идеш независен. Тоа прашање никоја пред не сум го поставил и не сакам да го дебатирам, од аспект што јас сум добивал 3 мандата како претседник на Социјалдемократскиот сојуз. Може би да излезам, ќе имам сериозен успех. Тоа е време кога во демократизација независните кандидати, малите партии на локално ниво имат некаква предност. Тоа уште не е време на
на нашето општество, бидејќи уште сме политички етаблирани и забарикадирани во ровови. И мислам дека тоа би било многу несимпатично, непотребно, и тоа не би го направило од аспект што на тој начин би влијале многу врз изборот, би ги поделили луѓето и во самата партија, на фамилиарна основа. И тоа е една непопуларна работа, овој момент што треба да се направи. И мислам дека без разлика на такви коментари, многу често ги слушам вакви коментари, јас на тоа имам негативен одговор. Никогаш не би дозволил да мојата партија страда ради моја индивидуална фрустрација. Значи, ако бидам нешто оштетен под наводници дека не сум топ изборот на моето централно раководство, јас не сакам да направам зулум на луѓе кои се борели и сме се борели за да ја вратиме слободата, демократијата, правдата. Без разлика што некојаш некакви одлуки се субјективни. Јас се надевам во објективноста на граѓанството, се ја надевам во објективноста на моето партиско раководство. Нема никаква друга идеја и никаква друг корис и интерес мојата партија да оди против некаква друга опција ако имаш една сигурна опција на победа. Така да објективноста пред сек треба да биде на маса и со Божја помош, со среќа, ако е Зоран Дамјановски кандидатот, се надевам целосна сила и борба со моите сопартици да ја добијам довербата на граѓаните, да го водам во едно многу поубаво време, бидејќи стварно очекувам дека над Куманово облаците се трнат и да сончево време и да поубав период. Се надевам дека ќе имаме многу можности за развој на овој град кој исто така беше доста запоставен во изминатиот период. Благодарам на вашата покана. Овие прашања беа малку провокативни. Јас не сакам многу да дебатирам на такви прашања, меѓутоа мора да дадам одговор, да не стварам конфузија и забуна и да не давам материјал на социјалните мрежи да се коментира една или друга насока. Јавно истакнувам моето мислење. Тоа е мојата заложба, на крај се надевам на конечна победа и успех на Социјалдемократскиот сојуз пред се, а и јас како човек кој имам и право да очекувам еден период на благосостојба на градот, бидејќи бев изложен на многу турбуленции во изминатите 11 години. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од емисијата Став и мој гостин вечерва. Се надевам дека во наредниот период соработката продолжува. Тоа беше се за вечерва, а вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.